Добро, благодарам председателки. Сега кога се сака тука да се морализира за тема за која што апсолутно никаков кредибилитет се нема, тогаш соодветно на вниманието или почита која што добиваме и треба да биде возвратено. Ајде вака, значи во оваа анализа на страна 82, отворете ја, има една ставка, вели реконструкција и изградба на студентски домови 200% плюс. Значи, од иницијалниот буџет до ребалансот 200% плюс се додава на оваа ставка, а вашиот амандман, еве го овде, за да видат граѓаните, вика реконструкција на студентски домови. Сега, кога ја тргнеме политиката на страна, остануваат неколку факти кои што треба да бидат согледани. За многу кратко време од сега, студентите ќе бидат сместени во реконструирани, во реновирани и во супермодерни 2 студентски дома. Со оглед на тоа дека не сакавме ова веќе да биде актуелна тема во јавности, да ги слушаме овие аргументи кои што СДСМ ги зборува, замислете застапени од поранешни пратеници, министри, кои што 7 години беа на власт, кои што потрошија 7 буџети од оваа држава, кои што лажеа дека ќе изградат студентски стандард, кои што шајка не закова, кои што никогаш не влегле во студентски дом, кои што го носеа Ковачевски ѓомити ручал со студентите, кои што ништо не направија за оваа категорија на луѓе, сега тука да морализираат дека условите биле лоши, имало бубашваби, немало струја и така натака. Кога ќе ги тргнеме сите овие работи на страна, ќе остане еден факт, а тоа е фактот дека во мандатот на ВМРО ДПМН, ве молам да внимавате да ме слушате убаво, во мандатот на ВМРО ДПМН за 4 години ќе бидат целосно реконструирани 9 студентски домови. За да не испадне да се лажеме сега тука први сте биле, не сте биле или вака било или така било, на тие 50 милиони евра кредит кои што овоа собрание ги изгласа, ги пушти понатака во понатамошна постапка, а сте заборавиле или сакате да мислите дека сте заборавиле, имаме уште 10 милиони евра грант од кога е оваа влада, замислете за тоа што добро ги извршуваат капиталните инвестиции на терен и заради тоа што добро реализираат. Така да, исто како за Кичево и Охрид, ќе слушаме тука крива била трасата, немало клучки, ќе поминат 7 години, пак нема да го завршите. Истото ќе биде и за студентските домови. Така да оваа политика на лажење, оваа политика на Раче награди, оваа политика на Зоран Заев, оваа политика на сите оние лажовани сејачи на магла е повеќе завршена. Јас само би го поканил Министерството за финансии, Министерството за образование, вака ревносно соодветно да ве покани на отварање на тие студентски домови, па за да видите како изгледа новата реалност во Република Македонија. Држава која што допред, ете, ќе кажам, 2 години немаше ниту еден реконструиран дом, сега ќе има 9, повторувам 9 реконструирани студентски домови и повеќе во оваа држава нема да се зборува за руина, за бубашваби, за немање струја, туку ќе се зборува за студентски домови во кои што се сместени луѓе кои што ќе живеат нормално, со подобрено образование и кои што ќе стигнуваат до тие студентски домови на 6 нови автопати кои што ќе ги заврши оваа влада. Разликата е заради тоа што сега некој гради, а не краде, како што правевте вие и сакавте тоа да го представите дека ете вие нешто сте направиле. Така да немојте да лажете, тука си постојат ставка во која што ќе се зголеми ставката за реконструкција на студентски домови, а ако сакате да зборуваме за енергетска ефикасност, тоа што треба бидам безобразен и да ви кажам дека таа ставка е поголема за 96 милиони денари. Ваквите средства во ваше време беа незамислити. Гледајте и учете.